Почитувани мои, добро вечер. Завесата на фудбалското првенство во втората македонска лига, она што нас не интересира, се спушти во неделата, особено знаете над преварот со Руфеја во Милетино загуби со 3-1 и се најде во зоната на испаѓање по првиот дел на првенството. Денешен мој гостин во емисијата е Крсте Крстев. Јас ветив дека тренер на Осогово, јас ветив дека по завршувањето на првенството дека ќе разговараме ние малку поотворено за она што се случуваше во текот на есенската сезона. Крсте, добро вечер. Добро вечер. Мислам дека ќе можеш да одговориш на некои прашања што секој ги засега и навивачите на Осогово, иако вистинските навивачи се покажаа кои си и колку доваѓаа на теренот, и они душегрижници што постојано се грижат на Осогово, ама тоа сето го коментираат од други места. Јас да не би должил, еве, Осогово најави веќе се наоѓа на 13-та позиција со 14 освоени бода, со 4 победи, 2 нерешени, 9 порази, гол разлика 19-31, со оглед на тоа што испаѓаат 5 екипи, значи од 12-та позиција надолу, значи Осогово е во зоната на испаѓање. Осогово добро го започна првенството, според мене. Меѓутоа, после пето коло најде една катастрофално лоша серија, во која во 6 надпревари се освои 1 бод и потоа дојдоа двете победи на крајот од првенството на домашен терен со гости во родноста Кораб. Вие како прв човек на Осогово, како ја оценувате, еве, прогенерално сезоната, после малку ќе елаборираме по... Па видите, самиот факт дека испаѓаат 5 екипи, како што рековте, од 12-то место па надолу до 16-то, сите екипи се во зоната на испаѓање и ако во моментов е крај на сезона, ние така речено сме испаднати. Значи, генерален заклучок дека не е успешна сезона. Ако одиме детал по детал и ја анализираме поминатата сезона, јас најпрво би почнал од една неизвестна ситуација каде што не се знаеше дали ќе се такмичиме во втора лига. Дојде до едно средување на клубот и стабилизација со уплаќањето на котизацијата, со обезбедувањето на превозот, со нова управа, со нов управен одбор, со нов председател и со неколку нови фудбалери, каде што е сето тоа добро и неопходно за стабилизација и напредок на клубот. Тргнавме добро и... Меѓутоа, морам да те прекинам. Ова што го напомна за управата и за тоа се беше добро организирано до самиот почеток на првенството, кога јас, ајде неколку жаргони, реков дека тиквата пукна. Односно, подпредседателот што беше на клубот, Мичо Георгиев, он си поднесе оставка, поради некои несогласици со тогашниот председател Атанас Кушевски. Не сакам да навлегувам во тоа колку кој е исправен и што е исправен. Меѓутоа, веќе тука се јави еден кушлус изби, бидејќи токму тој беше ангажирал некои играчи од страна, за кои им беше ветено дека конкретно ќе добиват месечна надокнада негде по 8.000 дена, кој што сум запознаен. Видите, значи, како што реков, после стабилизацијата и добивањето на новиот управен одбор со председател, мислам дека клубот беше на едно високо ниво, направивме добри подготовки, кои што се одразија во првиот циклус со и позитивни резултати. Ако првенството го поделиме на 3 етапи од 15 кола, значи првата етапа од првите 5 кола ние прокниживме 7 бода, каде што во втората етапа од 5 надпревари ние... Од 6 надпревари. Да. 5 до 6 надпревари, добро. 5 надпревари, освоивме само 1 бод и за да поново во третата етапа освоиме 6 бода. Значи, по мене се добро одеше, значи, во подготвителниот период и првите 5 кола. Точно е и тоа дека до пред почетокот на првенството беше се окей и од управниот одбор и од фудбалериот се, и како што напоменавте и вие, веќе пред почетокот на првенството веќе се направи конфликт на недоразбирање меѓу управниот одбор, каде што јас и фудбалерите бевме на страна. Ние си ја гледавме нашата работа и тоа не се одрази кој знае колку на резултатите, се до пето коло. После пето коло, значи, веќе дојде до кулминација на сите недоразбирања и дојде до оставка после шесто коло, до оставка и на самиот председател и тука дојде до колапс едноставно
дојде да ни самите фудбалери кои што беа од страна не доаѓа, ќе се појават 1 до 2 на надпревар, после други двајца ќе дојдат, па тие ги нема. Тука веќе нередовен тренажен процес, а до претходно, како што реков, како во подготвителниот период, така и во првенството, ние само работевме и нормално во тој период сега дури ги цениме резултатите дека били позитивни и добри, но после тоа веќе дојде до еден колапс каде што ние од 5 надпревари освоивме само 1 бод со Лазарими на домашен терен. Да, што е и самиот одрс на табелата. Вие рековте за првиот дел, на првите 5 кола. Во градот се направи една еуфорична атмосфера, семејните се вратија на трибините, мора тоа да го потенцираме. Беа со клубот, знаеме како па на деби надпреварот со Белајсца се беше. Со Тиквеш одигравме добар надпревар, меѓутоа вториот и третиот гол при резултат 1-1, знаеме како ги прими Осогово, едниот со рака, едниот од офсет, зашто консеквенција за работи помошниот судија беше суспендиран 4 надпревари. Потоа дојде оној надпревар, а јас така секој пат зборувам со овие од Прилеп, малку мангупска работа имаше направено тука, бидејќи знаеме, тие брзо поведоа, ние се вративме во игра, имаше 2 недосудени пенали, од кои едни од сите потврдија дека е фаул во 60-тикот, они што го разбираат фудбал. И потоа дојде надејната победа над Скопје од 1-0, реално без немавме шанси, немаше ништо со го, не успеавме да со голот Нампов да победиме и дојде оној бод во Пелистер. Дали мислите дека играчите и прегореа во желбата после и ги зафати некоја еуфорија после првиот надпревар со Белајсца? Бидејќи се покажа дека Белајсца е најслаб противник сега на крајот на првенството, бидејќи на последното место. Вие веќе ги напоменавте 5 надпревари, значи јас на самиот почеток истакнав дека дури сега гледаме дека тоа сето тоа и покрај тие неуспеси со Тиквеш, со победа, освоени 7 бода од 5 надпревари, ние ако и понатаму би продолжиле со истиот курс, сега би имале во најмала рака 20 и некој бод, што за нас би било една златна средина. После тоа веќе дојде до пат, како што напоменав. Значи, ако генерално ги анализираме надпревар по надпревар, се одеше, како што реков, и подготовките во најдобар ред беа, стартувавме добро, публиката се врати, што е нормално, после толку години во втора лига и веднаш локално дерби за во втора лига, најблизок нас сосед е Беласица, 2 реномирани клуба, одигравме на највисоко можно ниво, што се потврдува и претходно мојата констатација за одработени добри подготовки, бидејќи Беласица без разлика каква била прв надпревар, психолошки товар, моите играчи беа подготвени во секој поглед, и физички, и психолошки, и технички, и тактички, и едноставно Беласица беше сгазена со 3:0 и со многу идеални шанси за зголемување на водството. Значи можеше тој надпревар да заврши со 6-7 разлика. Веќе вториот надпревар, како што го самите анализиравте, значи јас само веднаш на почетокот ќе истакнам, ако почнеме ние вака да ги анализираме и стално да ги споредуваме, мислам да ги напоменуваме тие слабости на судиите, каде што ние губевме, типичен пример со Тиквеш во Кавадарци, губевме 1:0, имавме пречка на 1:0 за нив, израмнивме 1:1 и ние игравме за втор гол. И веднаш, како и во сите надпревари 90% од надпреварите каде што ги загубивме, тука комуваа судиите. Значи, веднаш да напоменам, не е ова алиби за сите изгубени надпревари, туку напоменат дека ние немаме помош од судиите, туку имаме одмагање на скоро повеќето од надпревари, како на гостински, така и на домашен терен, а оваа екипа, покрај сите тие турбуленции што настана, нити беше кадарна, нити мокна, нити со играчкиот квалитет, нити со организацијата во клубот, да сите тие зададени удари од судиите ги издржиме и да го надиграме противникот и да направиме позитивен резултат. Значи, имаше доста влијание за овие резултати од судиската организација, али не пресудно. Значи, пресудно по мене за сета ова ситуација е, значи, нарушената состојба во самиот клуб и едноставно клучен, ако за мене можам да издвојам надпревар, како ветер во грб би било надпреварот со Влазарими,
каде што ние после тие надпревари 5 и вратени кои што никој буквално не веруваше дека ние во Битола можеме да дојдеме непоразени, дојдовме и ни требаше по секоја цена, ако се сетите на назад, со Влазарими, што се веќе не искористивме, колку се веќе шанси не искористивме. И 2 стативи имавме во финишот на надпреварот. И мислам дека тоа ќе беше за тотална стабилизација на клубот. После сите тие турбуленции, мислам дека и мотиви повеќе ќе имаше и кај управниот одбор и кај председателот за да продолжиме во истиот стил. После тој кикс на домашен терен 0:0, едноставно дојде до така речено до песимизам кај сите и веднаш дојде до оставка на председателот. Имаше натоварено веќе неколку фудбалери кои што има повеќе за исплата од како превоз, како премии и плати и едноставно незадоволство и токму надпреварот со Влазрими, ајде да кажем, беше последен во низата што еве, иако пресуден ние освоивме бот и потоа најде една онаа црна серија од 5 порази во која осуго има катастрофална гол разлика, 16 примерно погодоци, а има само 5 дадено погодоци. Бепе преплатени на минимум 3 гола во мрежата, односно Локомотива Осогово 3-0, Осогово Треска 0-3, Охрид Лоте 4-2, Осогово Еронок 2-3, Миравци Осогово 3-1, значи стално примавме по 3 гола, значи немаше ни стабилизација во одбраната. Мислам дека токму овој дел беше клучен за пласманот на првенството. Меѓутоа јас би прешол на последниот дел, тоа е откако видоа луѓето, е веќе кажам собственикот на компанијата Ледер, види пред надпреварот со Охрид играчите побараа прв пат да побараат премии, бидејќи видоа дека од плати нема да има ништо фајда, бидејќи едноставно беше расуло во клубот со управата. Јас како што имам информација, тие побарале 3 бода, за 3 бода на страна по 2000 денари да им се исплатува, за 3 бода на домашен терен 1000 денари. Меѓутоа најде таа црна серија. И пред надпреварот со Гостивар, на состанокот што го држевте, им ветивте на играчите за циклус од двете победи на домашен терен со Горуб и со Гостивар по 5000, мислам секој играч по 5000 денари да добие доколку ги се освоат 6 бода. Имаше играчи кои прашуваа што би било кога би било ако се совлада Руфеја. За Руфеја има екстра премија од 4000 денари, плюс, значи 5000 плюс 4000 денари. Некои отидоа до таму што размислуваа, ако давате толку пари, што би било кога Дрита би ја совладали исто ние. Им беше ветено уште една екстра премија по 6000, значи еден циклус од 12 бода. За овие 4 такмици им беше ветено по 15.000 денари. Меѓутоа, тоа е што е. Осогово ги загуби надпреварите од Дрита и Руфеја, го совладавме Гостивар и Кораб и завчера ги исплативте играчите. Меѓутоа, дали ме интересира мене конкретно, еве како еден од, ајде да кажам, навивачите на Осогово, знаете дека не испуштам ниту еден надпревар кога сите гледаа Македонија за бронзен медал кога се бореше на кошарка, јас бев на надпреварот Осогово Влазрими, бидејќи се играше во исто време. Меѓутоа, дали 6 бода освоени против Гостивар и Кораб, сепак даваат некоја надеж дека Осогово може да се извлече од оваа криза. Значи, јас најпрво ќе ве исправам за последниот циклус каде што збориме за последните 4 надпревари, точно е дека беше ветено за 6 бода 5000 денари, за 9 бода 9000 денари, за 12 максимално освоени беше 12000, а не 15. Добро, значи тоа е мала грешка. Инаку, значи, повторно, јас ќе се вратам шаренило од самиот почеток. Значи, на надпреварот Тиквеш Осогово. Ние, иако го изгубивме надпреварот во Кавадарци, игравме до 93-та минута на многу високо ниво. Ние последните 5 минути едноставно имавме 3 зицера за да го намалиме резултатот. Значи, екипата беше спремна во секој поглед, како што реков, не само со Беласан, но туку и со аспирант за влез во првата лига. Тоа го издржавме ниво се до Влазарими. После сите тие веќе по кој знае кој пат напоменати проблеми, едноставно, значи ние тука паднавме во секој поглед, и психолошки, и физички, и едноставно на тренинг доаѓаа по неколку души фудбалери каде што не можеш нормално да работиш и екипата едноставно само тонеше на секој план и тоа се одрази на резултатите. Во една консултација после надпреварот, еве јавно ќе истакнам, на надпреварот со Треска кој што го изгубивме 2:0, најпрво
0-3. 3-0. Јас добро сум го заборал Имаше два пенала. На 2-0 веќе при крајот на 15 минути јас лично јавно му напоменав на еден од финансиерите и главен Драги Здравков дека вака веќе не може да си бара тренер. Значи тој уште веднаш почна да ме смирува дека не е тоа до мене, дека сите тие работи се одрас на целокупната ситуација. Утредента кога преспав со ладна глава повторно дојдов до истата констатација и разговарав со него и му напоменав дека вака веќе не оди, нормално прв што треба да се оди е тренерот, натаму само ќе дојдам да се поздравам со фудбалерите и да продолжат, нели? Толку се моите можности, не можам ништо да променам. Тој уште еднаш побара состанок со мене, повторно беше дециден дека, нели, кога било најтешко и кога требало, тој бил секош со мене и со клубот. Сега, значи мораме да видиме заедно да издржиме до полусезона, а натаму ќе видиме. И во тој разговор, во тој состанок одлучивме за тоа што го напоменавте дека ние сакали или не, минимум мораме 6 бода да освоиме во последните 4 надпревари, да се стимулират играчи, за да ја задржиме трката за опстанок. Инаку ако не освоиме како и до претходниот циклус ниту што се вика 2-3 бода, ние едноставно уште на полусезона ќе сме испаднати од лигата. Тој финансиски направи концепт што и како, колку му се можностите, пошто јас секогаш од првиот ден кога сум во СОВО, секогаш инсистирам на тоа да се вети тоа што може да се исполни. Ни денар повеќе. Тој направи некоја пресметка каде што мислеше дека може тоа да го исполни, го вети на играчите, што веќе го ви напоменавте, и мислам дека се до тоа го ние и одработивме, тие планирани 6 бода, се надевавме потајно најмалку минимум уште еден бод во Руфеја, а и во добро сценарио можеби и 3. Тоа не испадна по нашиот есап, загрижувачки е само што на крајот од полусезоната е што непланирано изненадување на наша штета излезе во последното коло 2-3 чудни резултати, а тоа е надпреварот во Миравци, каде што Миравци загуби од Локомотива и место 2 се одлепи на 5 бода од нас, и исто така бодот на Влазариме во Гостивар, каде што исто така тие од 4 се одлепија на 5 бода. Победата на Охрид со победа дома е, мислам, очекувана, така да сега нашите конкуренти за опстанок се Влазариме и Локомотива, кои што бегаат од нас 5 бода. Локомотива, ќе те прекинам. Локомотива. Чудно. Во македонскиот фудбал се случуваат само работи што само тука и никаде на друго место. Локомотива во текот на првенство 2 пати го напушташе теренот. Надпреварот со Скопје и надпреварот во Охрид. Насред надпревар ги повлекуваа играчите. Затоа се знае по еден ранг подолу и казнување одма суспендирање на екипата. Меѓутоа, мислам дека Фудбалската федерација со ово уште еднаш покажа дека не е заинтересирана за фудбал да има на истокот, бар по мене прва или втора лига, со оглед на факт што изследих сите надпревари на ОСО, знам што се случуваше. Тука е заинтересирана да има само Западна Македонија, каде се парите, бидејќи има тамо добри спонзори, и да има клубови од Скопје. Као клуб, дали вие реагиравте на ова што се случува еве сега конкретно со Локомотива? Јас лично, колку се моите познавања во тој технички дел околу правилата за казнување од Фудбалската федерација, мислам дека после второто излегување од надпреварот на Локомотива на пуштање на терен, автоматски следуваше суспензија во најнизок ранг. Да. Имаше образложение тамо дека бил неправилен лиценцата на докторот, не знам, од Кошаркарска федерација или слично, кој проблем, но во секој случај мислам дека тие имаа врска да го доиграат надпреварот до крај, па после тоа да се жалат, но не беше испочитувано. Исто така сум запознаен дека од моменталниот управен одбор е спроведена иницијатива на писмено до Фудбалската федерација да се обжали целава ситуација, пошто автоматски ние еден од конкурентите, можеби и директниот конкурент за опстанок го елиминираме, тоест самиот тој се елиминира, натаму што ќе биде не знам. Да не чудат тие работи ФФМ што ги прави, бидејќи видовме што се случи со Вардар. Вардар испадна од лига, унаредија на газата на Миравци. Види вака, јас тоа сакав и да го напоменам. Значи ние можеме да се вртиме од прво коло, па тоест од второ коло, од Тиквеш па наваму, во круг со судии, со одлуки на Фудбалска федерација, и тоа е еден лавиринт каде што
Калимерот секогаш бара правда, никош не може да добие, само ние ќе вртиме во круг и на штета на клубот. Ние едноставно, и вие бевте присутни на вчерашниот состанок со фудбалерите, на завчерашниот каде што поменавте, и самите тие се исплатени, тоа што е ветено и исплатено, и едноставно ние мораме нов курс да заземеме доколку сакаме да се бориме и да го обезбедиме тоа опстанок. Точно дека ќе биде тешко, конкурентите бегаат со 5 бода предност и едноставно се договоривме да ние не се замараме со судии, со фудбалска федерација и со противници. Едноставно да ги видиме, да ги согледаме, да ги анализираме нашите проблеми, како на играчки кадар, како на организационен и колку што е можно, нели, подобро, поспремни да излеземе покрај битката со конкурентите и битката и со судиите и со фудбалска федерација да пробаме да добиеме. Затоа што ние од искуство и претходните години во трета лига исто така се боревме како со судии, како со федерација и со противнички екипи, така победувавме, ама бевме многу посилни, помокни. Сега, значи, повторно, ако ние не бидеме мокни и силни, никој нема да не сожали, значи, ние повторно ќе бидеме на ова место каде што сме. Завчера, реков и ги исплативте премиите на играчите, благодарение на компаниите Ледер и Деликатес, вложија она што го испочитува она барање што го има играчите, односно долгот према играчите, и знам дека двете компании ветеа дека и пролетната сезона, како што беше Деликатес и минатите години, што го помагаше особено во трета лига, и годинава ќе продолжи да го помага. Тоа е добро за фудбал и мислам тоа е една можеби иницијална каписла за играчите да се продолжи со овој тренд на ветување на некои премии. Меѓутоа, Крсте, мене ме една друга работа загрижува. Ние доведовме играчи од страна, кој ги доведуваше тоа, и вие не бевте свесни кој ги доведуваат тука, само ги нафрлаа. Меѓутоа, тоа беше нечија политика на тогашниот управен одбор. Меѓутоа, загрижува еве Осогово на 15 надпревари, 19 погодоци. 19 погодоци, од кои што, мора да напоменам, Богдановски од Силекс, што е на двојна регистрација, 6 има постигнано, Насевски од Силекс, 2 постигнато. Лазаревски, 2, Јаневски, 2. Остануваат, ајде, како наши бивши играчеве, Натков, Паунов и Стефан Јанев по 2 дале и Ампов 1. Ефикасноста, неефикасноста, рак рана. Особено создаваше шанси. Рековме и со Тиквеш, создаваше шанси и со победа. Еве првата утакмица со Белајсца, многу шанси, слаба реализација. Со Треска, со Охрид, тие што се загубија. При последните надпревари, еве со Дрита при 0-0 резултат со Руфеја. На што се должи таа неефикасност? Дали тај потенцијал на играчи, оние ударни играчи, голгетери, нема ги во Осогово? Значи, најпрво, кога веќе спомнавте за играчите доведени, значи јас лично не би критикувал никого. И во тој период тој управен одбор се трудеше да доведе колку му се можностите и кој има на пазарот слободен фудбалер. Значи, истата ситуација и сега, кој да дојде во Осогово, ако дојде некој, ќе биде сигурно некој фудбалер кој што е неактивен претходно, фудбалер кој што не играл никаде. Значи, ние сигурно дека со оваа организација и со оваа мокност на клубот не можеме да доведеме прволигашки или второлигашки квалитетен фудбалер. Значи, ние пробаме, така речено, од ништо да направиме нешто. Кога веќе дојдовме до ефикасноста на фудбалерите, за мене личен проблем е повеќе одбраната отколку ефикасноста. Значи, ние 31 гол на 15 надпревари. Мислам дека, како што реков, загрижувачки е примањето на голови. Еве, вие сте конкретно и прецизно извадиле дека имаме примано 31 гол, а дадено 19. Па ние дел од надпреварите што ги добивме и по 1:0 или бот освоено со 1:1. Значи, доволно било на надпревар, без разлика. И тогаш имавме по 5-6 идеални шанси за гол, него примавме многу помалку голови. А сега во серија исто тамо може да се погледа таа лоша црна серија, па и до крајот не пратеше, каде губевме со 3-4
4 гола примани во нашата мрежа. Значи ние тешко дека ќе дадеме 5 гола или 6 на некој надпревар, а да примаме 4. Тоа може во сезона еден надпревар да се одигра така, а не може у серија 10 надпревари. Значи ние најголем проблем во оваа полусезона е одбраната на екипата и кога зборам во одбрана најчесто сите се фаќаат за голманот и последната четворка, значи 4 бека. По мене проблем е за целата екипа, значи одбраната започна од првиот, од напаѓачот и тука мора да поработиме многу повеќе. Исто така кога се збори за напад не е проблемот само кај тие неколку центрафори, напаѓачи или 2-3 фудбалери, проблем е кај целата екипа. Како среден играч, така и странични бекови, значи нема веќе вина сносење на еден или два фудбалери, значи комплет целата екипа има проблем најголем во одбраната, а исто така има проблем и во ефикасноста. А за ефикасноста веќе можам да напоменам дека по мене е тука психолошки момент проблемот, затоа што, како што реков, без омаловажување и сите тие што ги напоменавте фудбалери од Силекс кои што дале допринос, јас лично не сум задоволен, затоа што очекував многу повеќе и од нив, но во секој случај мора да го прифаниме тоа како факт и како реалност. Значи, како што реков на самиот почеток, тие се дојдени фудбалери, тек треба да се брусат, за да ние после извесен период од нив тек ги собираме плодовите. Значи, јас се надавам тек следната полусезона да ние од нив имаме многу повеќе резултати, како во ефикасноста, а одбраната, мислам по мене, дека се сноси не на психолошки момент, него на физички. Значи, ние веќе немаме редовен тренажен процес, физички абстинират доста од фудбалерите и се собираме аматерски, така речено, а многу пати сме констатирали дека втората лига е многу поблиско до првата, отколку до третата, и така во оваа лига не може да се игра. И затоа, еве, на завчерашниот состанок, и вие бевте присутни, значи покрај исплатата и плановите околу финансискиот дел кои што беа истакнати од управниот одбор, околу спортскиот дел јас истакнав една новина која што нема сентименталност, нормално, ние видовме дека вака веќе не може и околу тој спортски дел, значи, напоменавме, ако веќе испаѓаме од лигата, да испаднеме често. Честно, значи, не да се шетаме по теренот и стално вината да ја наоѓаме во бизнис секторот, во локалната самоуправа, во судиите, во фудбалска федерација и најмалку виновни да бидат фудбалерите. Значи, јас истакнав јавно и пред нив. За оваа ситуација тие се најмалку виновни, ама за следната ситуација што ќе работиме во текот на сезоната, значи целата вина ќе ја преземат сите они и јас, значи во тој дел морам да ги истакнам и тие напомени, мислам новини, за да после не се прераскажуваат. Мислам да ќе го елаборираме малку па може, нема проблем никаков. Споменавте судиите, меѓутоа јас себе следејќи статистиката на сите надпревари на Осогово, статистиката можеби жолти картони за Осогово играчите заработили 38, а нивните противници 39. Значи судиите тука имаат еднаков аршин уделувањето на жолти картони. Ние може да се плачеме колку сакаме. Знаеме дека пред почетокот на првенството и судиите откочени, оние што се на А листата, Јаневски и Ангелов, одржаа еден состанок со играчите и им напоменаа дека расправање со судии нема. Недолично однесување со судии нема. Меѓутоа, они си ги имат тие нини домашни навики што ги имаа у третата лига и мислеа дека тоа ќе пројде. Меѓутоа зачудува еве црвените картони. Од противниците ниту еден црвен картон, меѓутоа кај играчите на Осогово 4 доделени црвени картони. Та видите, ако погледнеме во дали мислам немоките што имат играчите, немоките или ајде да кажем у моменти нивното незнаење што да направат со топката беше токму причината за нивно недолично однесување и за добивање на црвени картони. Значи тоа е кратко јасно фидбек на нервоза. Нервозата доаѓа од неспремност на фудбалерите и така да неспремноста на фудбалерите доаѓа, што претходно цело време се вртиме во круг, доаѓа од нередовен тренажен процес, тој доаѓа од неорганизација на клубот, значи повторно се вртиме во круг и така да, ако погледнеме на последните неколку надпревари, каде што малце финансиски се стабилизиравме, веќе и тие картони се сведува на минимум. Крсте, нема да ми замереш малку една критика кон тебе, ќе ја искажам.
Факт е дека некои играчи што има преголема доверба кај тебе и во третата лига, ги има и во втората, меѓутоа не дадоа, ајде да не кажем ни 30% до она што се од нив се очекуваше. Дали немањето на дали слабата клупа или немањето на доволно играчи беше причина тие постојано да бидат во стартните 11? Па, видовте вие, почнавме со една екипа селектирана неколку кола, после тоа кога настанаа сите тие проблеми, значи мораше да се менја, сакал јас или не, дојдоа други фудбалери кои едноставно и искористија целокупната ситуација и знаеа дека веќе нема шанси тие да излезат од екипата, а нема со што да ги казниме и си даваат доста за слобода. Значи јас таа критика ваша ја прифаќам и не е само од вас, од многу луѓе ја имам слушнато и ја имам прифатено, но верувајте дека јас не можам со ништо во тој период и во тој момент да реагирам. Значи клубот сепак треба малку финансиски да се стабилизира, да изгради своја стратегија, па после тоа и потоа ставаме ред и дисциплина. Да. Во составот на Осогово продефилира есента 23 играчи имаат продефилирано. Најмногу надпревари има Коцев Благојчо, 14 пати има настапено како стартер и еднаш има како резерва. Па потоа доваѓаат Богдановски, Лазаревски, Насевски со по 14, Паунов, Јаневски, Јанев со 13 и така натаму и така натаму. Дали од овој играчки кадар, бидејќи минатиот пат кога бевме на кој беше денот на исплатата, многумина најавија за минување од клубот. Дали од овие играчи голем број ќе се осипат и ќе си заминат од клубот? Мислам, ваше лично мислење. Бидејќи знам дека сега нема преоден рок. Мислам дека само 2 до 3 најавија, од кој еден и доби исписница, значи Владко Коцев ја доби исписницата. Мислам дека Дарко Лазаровски само има најавено исписница и сега е прашање за играчите од Силекс, пошто тие не се наши фудбалери, што и како понатаму, но чекаме да заврши првенството, има уште едно коло во прва лига, после тоа ќе ги воспоставиме контакти и ќе знаеме на што сме со нив. Останатите немаат најавено значи заминување. Освен Мирче Натков. Да, Мирче Натков инсистира на исписница. Добро, може да инсистира и тој, и видовте и вие на самиот состанок, значи ставот на управниот одбор, и лично на мене е, значи во овој период посебно, каде што е полусезона и нема преоден рок, се знае во втора, трета и сите аматерски клубови, преоден рок е само во летниот период, значи за да се заштитат тие слаби екипи, аматерски екипи, тешко се ствараат екипи, фудбалски тимови и едноставно мислам дека и управата ќе застане за тоа. Јас сум ни еден фудбалер, значи да не го напушти клубот до лето, а после тоа доколку најде подобра средина и подобри услови нека оди. Ако веќе по секоја цена инсистира и стварно екстра услови обезбедил и екстра клуб, мислам дека секој клуб е спреман адекватна оштета да плати на нашиот клуб, каде што ние со тие средства би нашле некоја адекватна замена. Кога разговаравме пред емисијата, ти спомнав некои играчи на кои мислам се слободни и кои можат да дојдат во Осогово како со џокери, дали ќе ги регистрирате. Еден од тие Сашко Канаваро, нашиот бивши играч. Јовановски. Да. Сашко Јованов. Сашко Јовановски, што настапува за екипата на Турново, а е позајмен во Белашица. Дали играч од негов калибар на Осогово му е неопходен, како и Георгиев Николчо, што е бивши играч на Осогово во Брегалница, Марадоната, Игор Темелков. И он е секако еден од играчите што може да игра следните 5-6 години, уште да дава. Меѓутоа, тоа се веќе фамилиарни луѓе и бараат, ако може градот да им помогне со некое вработување. Дали размислувате на таа тема и дали имате разговарано во клубот дека може да се направат некои напори тие луѓе да се доведат? Сите тие фудбалери што ги напоменавте и многу повеќе од нив се на мојот радар, значи мене би ми било мило да повеќето
од тие фудбалери дојдат во Осогово, пристапат за да многу повеќе обрнуваме на техничкиот и тактичкиот дел во екипата отколку на физичкиот дел, затоа што тие веќе се во повеќе време во тренажен процес, тренираат редовно, играат за нивните клубови и би биле правилно засилување за клубот. Ние уште со самиот влез во претходната полусезона контактиравме и се трудевме да ги обезбедиме тие фудбалери, како што затоа и реков на почетокот, значи не би ги критикувал ни претходната управа, нити следна доколку има некоја, значи сите сакаат најдобро за клубот кога се во моментот во клубот, но реалноста и желбите не се секогаш поклопуваат. Значи можеби сега во овој подготвителен период за прв пат сме најблиску до сите тие како што напоменавте, за да дојдат да пристапат во нашиот клуб, но како и секогаш екзистенцијата нивна е доведена во прашање. Има некои ветувања, има некои напори за да се тоа се нормализира и обезбеди, па ќе видиме, ќе покаже времето. На состанокот сега за крај спомна дека оние што сакаат исписица, односно што не сакаат да играат за Осогово, тоа да се изјаснат до 31 декември. Дека од 1 декември веќе од 1 јануари нема попуст на никој, дека на сите ќе се рачуна играчи. Кои се плановето, бидејќи закажавте прозивка на 16 јануари во 15:30 часот? Јас тоа е принцип мој со години назад, значи на секој му се дава можност и еве веднаш да ви одговорам на претходно поставеното прашање, можда пред едно-две прашања што изумев да ви одговорам. Значи се даде само на еден фудбалер исписница Владко Коцев, од причина што тој инсистираше по секоја цена, имал најдено клуб во Словенија. И ние, за да не му ја уништиме шансата, само таа причина му дадовме, но испадна сосем трето, значи тој бил за во некој второлигашки клуб овде, но во секој случај ние подобро вака да го пуштиме, отколку да носиме грижа на совест дека ние сме го кочеле во развојот. И веќе таа грешка нема да се повтори, значи секој нареден фудбалер што ќе добие исписница ќе биде строго напомената во кој клуб ќе оди. И со нормално во овој период со обештетување. За подготовките, значи најавени се веќе испланирано е на 16 јануар да започнат во 15:30, каде што и вие рековте за покосно, еве сега користам прилика, тие обврски кои што ќе бидат на фудбалерите на Осово, кои сите без разлика дали нови или староседелци, значи во тој спортски дел ќе имаат обврска спрема весината како прво, кој колку е спрема весината, максимум да има 3 до 5 килограми вишок. Секој што ќе има повеќе од 5 килограми, значи автоматски може да рекреира и да тренира со нас, но нема да биде планиран за во следната сезона. Или кога ќе дојде, кога ќе биде нормализиран, може да го уклучиме за да помогне на клубот. И втората врска е исто така околу тој физички дел, каде што според тој Куперов тест, тие за 12 минути морат да истрчат на првиот тренинг. Нормално. Да, од 2700 до 3100 метри. Значи се што ќе биде под 2700 метри, исто така ќе биде значи санкционирано во така речено во ставено во значи сватите конечно штом еве Ледер фирма компанијата и Деликатес сега остануваат како трајни спонзори на Осогово и што ветуваат и за пролетта дека ќе бидат играчите врзани со премија. Значи штом играчите барат премија и вие ги врзувате дека требаат да играат. Не е само да се покаже на теренот, да не даде ни 30% да чека после премија. Јас реков, кога веќе има услови обезбедено, а има најава дека исто така ќе продолжат премиите, што не се за занемарување. Сигурно. Исто така ќе продолжат и во тековната сезона, кога веќе тоа е обезбедено, што е најголем проблем финансискиот дел, тогаш мора и фудбалерите да едноставно си го дадат своето. Значи тука веќе нема сентименталност, нема толеранција. Ако веќе тоа се гледаше низ прсти, немавме со што да ги наградиме, немаше зошто ни да ги казнуваме. Сега веќе ќе биде обратна ситуација. Секој што ќе си заслужи нормално и дај Боже да има што повеќе награди, не може вака, значи несработено да се бара нешто. Кажете ти благодарам што беше гостин во емисијата на Разговор со Џони, ти посакувам најпрво и ти да се одмориш бидејќи ти имаше доста главоболки.
они скептици што стално и постојано критикуваат, ти спомна во еден сегмент од разговорот дека тренерот е тај што треба прв да сиде, а има контра прашање кој би дошол со лиценца без пари да работи во клубот. Меѓутоа тоа е за некоја друга прилика ќе го оставиме. Ти посакувам, реков, да се добро одмориш, да си ги поминеш убаво празниците што следуваат еве јануарските и со нови сили во нови победи. За крај, дали Осово ќе остане второлигаш или не? Па сигурно бидејќи се нафатив и во оваа полусезона да продолжам со работа, сигурно дека постои надеж кај мене, дека ќе минеме низ овој пеколен период и на крајот сите задоволни ќе останеме и во наредната сезона како второлигаши, така да постои оптимизам. Кога веќе ја привршуваме емисијата, јас сум бил икс пати гостин во вашето студио и во другите медиуми, но за прв пат еве лично сакам да ги поздравам моите ќерки Тамара и Јана, кои што редовно ме гледат и секош се прашуват зошто не си ги поздравил. Зошто ги занемарувам нив. Еве прв пат јавно ја користам приликата да ги поздравам. Ти благодарам уште еднаш што беше гост во емисијата. Почитувани гледачи, еве, ова беше разговорот со Крсте Крстев, тренерот на Осогово. Мислам дека направивме една кратка ретроспектива на она што се случуваше во изминатите 15 кола во второлигашката конкуренција на Осогово, кој по 6 години се врати во втората лига. Ви благодарам на вашето внимание, ви посакувам пријатен викенд и ви закажувам средба во истото време следниот петок. А до тогаш, довидување и ќе ми замерат од режијата ако не кажам да сте ми живи и здрави. Веќе толкова фраза ми преиде. Меѓутоа тоа е факт.